Ја побаравме поддршката од граѓаните на село Долнени и едни можеме да кажеме во програмата и поддржана програмата со овај пат со најголема програма излегуваме пред граѓаните, затоа што сметаме дека во наредниот период не само улици, него и патишта. Негде се предвидени околу 50 километри улици, асфалтирање низ населените места и поврзување на населените места. Најголемите горчливи проблеми сега во моментот ни е патот од Дупјачани до село Дреновци во должина од 3 километри. Исто така населеното место мораме да поврзиме од Дупјачани до село Десово и најгорчливиот проблем што води патот Стара Воденица до населеното место Долнени, кај што ни е и самата општина. Општината Долнени сега во моментов е во најзапоставена ситуација, затоа што сега е реновирана зградата и администрацијата во моментов работи во село Ропотово наместо во населеното место Долнени, кај што е местото. Продолжуваме изградба на водоводи, затоа што нашите села се уште запоставени и не само вода, туку запоставена е и комуналната хигиена, веќе последните 2-3 месеци и не функционира ни комуналното предпријатие. Едни од проблемите сега полека се појавуваат и самите диви депони, затоа што населението не може само да се справи и секое село сега веќе на секое населено место ни се појавуваат депоните. Покрај депоните можам да спомнам и за централните 2 депони што ги имаме. Никој не води и за ними грижа. Значи во нашата програма, во нашата обамна програма што сега овај пат гарантираме заедно со владата на Република Македонија предводена од премиерот Христијан Мицковски дека овај пат општина Долнени, доколку ја добием поддршката и бидам избран за градоначалник, дека сета програма ќе биде исполнета до целост и граѓаните ќе почувствуваат благодет од општината, а не сега да ја чувствуваат, дури не ја чувствуваат дека имаме ние општина.